Понекогаш животот не штеди ниту удар, ниту болка. Понекогаш раните се толку длабоки и болни, што чиниш дека немаш сила да продолжиш понатаму. Но вистинската сила не е да не паднеш, туку кога ќе паднеш, да се исправиш и уште посилен да продолжиш напред. Јас сум Ана, а ова е Клуч. Клуч од фиоката која никој не ја отвара. Денеска сум заедно со Софија Кузмановска, дипломиран инженер по хемија, сега веќе во пензија, и ако ми дозволиш, Софија, за тебе би кажала без двоумење дека си лавица во срцето, нежна во душата, кротка во духот и непоколеблива кога станува збор за она што го сакаш и она во што веруваш. Па на почеток, како си и како се чувствуваш? Стандардното прашање. Благодарам многу за воведот, за описот, ме радува. Мислам дека одговара на чувствата што ги има. Секако, да. Сега, нашата тема е специфична тема, оживување. Ајде да видиме како секој може да биде оживеан. Кој е изворот на животот? Секој може да биде оживеан. И се работи за оживување целосно, комплетно на целата личност, оживување на животот, оживување во душата, во телото, во мислите, во емоциите, целосна промена и целосно оживување. Изворот на живот за мене е Господ Исус Христос. Меѓутоа, додека го осознам тоа, поминав доста трнлив пат. Да. Животот некогаш не води по трнливи патеки, некогаш боцка, некогаш боли, некогаш пече, но можеби токму тие патеки и даваат најсилни животни лекции. Ова го велам заради тоа што имаш една животна приказна која што навистина инспирира, трогнува. Би сакала да ни раскажеш. Во текот на животот кој што имаше еден нормален редослед во секој смисол, значи образование, реализација во секој смисол, семејна, професионална, во сите оние редовни грижи како што луѓето си живееме, грижејќи се за околината околу себе, за создавање некое, за домо, формување, грижа за деца, за семејство, за се. Мислиме дека е тоа редовно, нормално се, меѓутоа ете се случи на едно летување да најдам еден камен. И прв пат го носам, после толку години би сакала и да ви го покажам ако може. Камен на кој што има крст. Еве го, ова е камен. Прв пат го покажувам. Го наоѓаш? Го наоѓам на место каде што нема камчиња. Ми беше интересно, чудно, го зедов со себе, ме израдува, ми си го понесов со себе. Се случи набрзо, после враќањето од тоа летување, на редовна контрола, да имам диагноза инвазивен карцином. Тогаш разбрав дека ова ми беше не волшебен камен, туку активатор на верата, посочување на патот каде да го барам излезот. Затоа што тоа беше страшен момент. Момент кога се соочуваш со еден лист, барајќи го како да со таква леснотија бев да го земам како да земам резултати од крвна слика, меѓутоа со големи букви го пишуваше тоа инвазивен карцином. И тоа е страшен момент. Кога ги доби тие резултати, ја слушна диагнозата, која ти беше тогаш првата мисла? Како го прими сето тоа? Многу страшен момент и ми е жал што и сега има во овој момент додека ние зборуваме, луѓе и умираат и се преплашени и страдаат во трауми. И се подсетувам на тоа време, кога се запре околу мене, како во сета гужва во болницата, мене наеднаш ми стана тишина, запре се, само дишењето го слушав и мислата, зарем јас, зарем толку беше, зарем е крај, такви мисли. Меѓутоа, Господ секогаш праќа ангел да ги утеши своите луѓе и тогаш ми прати една докторка да ми ги даде најутешните зборови. Непозната, сосем млада, ме виде што минувам, меѓутоа седна до мене и ми раскажа да не се грижам, дека се има излез. Ми беше зрак надеж, меѓутоа следуваше голема агонија.
следуваше тежок период, каде што следуваја хируршки интервенции, терапии, соочување со себе, со околината, со семејството, и мислите беа многу човечки сега, што со децата, што со сопругот, што со работата, нешто ние мислиме дека во некој механизам што тече дека без нас не се може. Меѓутоа се чувствува таква самотија и сваќаш дека си сам, а во суштина не си бил сам, туку Господ бил со тебе. Како реагира блиските околу тебе? Те жалеа, ти Да, дава секој на некоја свој утеха? начин човечки се обидува да охрабри, да помогне се. Меѓутоа сам се чувствуваш сам и не знаеш како да се соочиш со сето тоа. Ги минуваат деновите, минуваат сите интервенции, минуваат контролите, тоа е живот на рати од една контрола до друга, дали е се во ред, мислиш дека едната контрола ако поминала добро е, до следната сум добра. Меѓутоа е тоа страшна агонија во секој смисол. И медицината почитувам, го направи своето, врвни доктори, значи и диагностика, и хирургија, и терапија, сето тоа, но чувствува дека треба нешто повеќе освен медицината. Помеѓу тие болнички ходници, помеѓу тие резултати, диагнози и таа внатрешна борба, за да се, дали да се откажеш или да продолжиш, што беше пресудно? Па еве овој активатор на верата и Те некој подсетуваш. ме подсетуваше, јас секаде го носев ова камче со мене и во болница и кога примав анестезија, кога се будев од анестезија, значи болничкиот прозор гледаше кон крстот на водно. Инстинктивно јас бев водена во молитва, значи се молев. Не знаев како, меѓутоа од срце, а Господ ги знае нашите срца, знае што мислиме и не остава сами во такви моменти. Так. Проба да бараш некој излез, некој, да речеме, Да. лекарства или... Освен тие здрави храни, навики, се што треба се веднаш се менува. Многу се обидував да најдам излез, духовен излез, и лутав на многу места кои што покасно разбрав дека биле погрешни, дека не требало таму да се обраќам. Меѓутоа тие неколку па и години, да кажам, нема нешто што не пробав. Прво читање литература, современа психологија, па и психологија и Карл Јунг и моќта на посвеста и тајна, сите што ја читаме. Меѓутоа се обидував и во некои источни дисциплини, одев и на јога, космичка енергија и шречин мој. Нема нешто што не се обидував да пробам во тој. После разбрав дека ми било копнеш за Господ, меѓутоа не го идентификував и одев на многу врати и одев и во цркви некој, меѓутоа секогаш сама препуштена на агонијата на болката, никој не ми пристапи ни ништо, едноставно бев сама во сите тие практики и сватив дека тоа не никаде не добив одговор на прашањето, никаде не добив олеснување. Како се прекина тој циклус? Се прекина тој циклус во еден момент кога на телевизија, гледав телевизија и случајно видов емисија со Константин Кајшаров, тој е денес мој духовен водич, пастор, епископ на црквата во која што припаѓам. Меѓутоа, кажувам, првиот мој контакт, првата моја информација за него. Го видов на телевизија, зборуваше за љубов, дека треба да се сакаме, дека нешто лекуваше некои луѓе, ги гледав се свиткуваја без допир и си помислив, ете уште едно место ќе пробам и тука, најдов контакт, се запишав на првиот семинар за силата на молитвата, се викаше семинарот. Траеше 2 дена и тие 2 дена беа пресвртница во мојот живот. Пресвртница. Првиот ден имавме и теорија некоја, потоа тој се прв пат разбрав за Библијата, за силата на молитвата, за силата на верата во Господ, колку е важно сето тоа, како треба да се молиме, го учевме тоа, потоа тој се помоли за нас и тоа беше момент кога се смени. Таа молитва негова врз мене и врз другите учесници, ги видов промените и кај другите. Меѓутоа кажувам за мене, прв пат во години агонија, јас почувствував дека Божјата љубов ме допре преку пастор Константин. Значи прв пат почувствував олеснување, чистење на сите болки што ги имав наталожено во мене, некако саги од трауми од минатото, од грижа за иднината, од моменталните страдања што ги имав. Тоа беше таква леснотија, прв пат почувствував и вера, и надеж, и љубов, и оптимизам, леснотија што како вреќе со товар да ми се симнале од грбот. Во тие 2 дена.
Јас другиот ден веќе не бев иста. И разбрав која е јачината на пораката да го бараме Господ и да се молиме и дека се е возможно. Како знаеше дека тоа е вистинското практично што ти треба? Едноставно го знаеш тоа, едноставно Господ ти го кажува, меѓутоа после разбрав дека ти го кажува. Едноставно јас знав како се чувствав на сите претходни места, како таму се почувствував. Така, дали можеби тоа било како некој вид насока да видиш дека сето тоа е погрешно, а дека сепак Точно нешто така, точно така. Јас таква променита корена имаше кај мене и кај другите учесници што видов, што потоа нормално дека си поберав припадност таму, продолжив да одам на други активности и свесно го ја слушнав пораката, Божјата порака од Библијата преку пастор Константин и нормално го направив изборот што е животен, што е најбитен, што значи живот и што значи можност за оваа обнова што сега ја зборуваме. Пристапив кон Господ Исус Христос, со цело срце поверував, го кажав, јас ја искажав таа вера, во истиот момент после и преку Библијата и преку поучувањата во црквата Блага вест, каде што после припаднав и се уште сум под водство на пастор Константин и Милена Кајшаров. И теориски разбравме што се случува. Значи во тој момент кога го правиме тој избор, Божјата љубов ја примаме. Господ толку не сака, чека ние да ја примиме таа љубов. Толку не чувал во текот на животот, во кој знае колку наврати, меѓутоа не сме го препознавале. Ни давал пораки и сигнали, не сме ги препознавале. За жал на ваков начин, со такво раздрмување, изгледа многу ми требало за да забележам што треба да направам, меѓутоа радосна сум и благодарна дека тоа е животниот избор, молитва со која што пристапувам кон Господ. Во истиот момент Светиот Дух Божјата љубов се населува во срцето, Светиот Дух те допира и друг си, едноставно си друг. Со таа љубов можеш да се покажеш за гревовите од минатото, да простиш на другите, себе си да си простиш, што е некогаш најтешко. Многу често луѓето велат не можам да си простам, како тоа не можам. Ако Господ ни простил преку неговото дело на крстот, кој сме ние да не си простиме себе си. И со таа љубов да ги сакаш другите и себе си, како што пишува, сакај го Господ со цела сила и себе си. Велиш дека обично се извинувам, обично не знаеме да се сакаме себе си. Обично сме во една рутина каде што забораваме на себе, а ова е многу важна полука. Так. И тогаш практично го прими исцелувањето? Да, примив исцелување, обнова на целосно здравје, значи секоја контрола, прекрасни резултати. Лекарите дури не веруваја како тоа добро оди. Они се чудеа кога одев, на некаков начин ме обесхрабруваја зашто сум радосна со таква дијагноза, каква е таа радост. Да сум на твое место не би се радувала со такви зборови. За џабе ти се што правиш нема излез. И испадна една ситуација кај што јас ги храбрев. Во ред е, како сте вие, јас ќе бидам во ред. Значи една радост, една увереност дека Господ сака да си добар и јас го сакам тоа и дека ништо не може да ми застане на патот. И навистина, целосно здрава, трага нема од таа, не сакам ни да ја наречам болест, туку состојба некоја што многу ми намислат дека е неизлечива, нема трага од такво нешто, не само што оздравев, него се обновив и одејќи годиниве во црквата, Господ ми даде таква сила, таква обнова, многу повеќе отколку тоа што бев порано. Ме зајакна многу повеќе. Јас сама не можам да се препознам сега во однос на годините од минатото, кога бев тивка, нежна, неприметна, така, сега силата Божја ја чувствувам во мене, да. Многу силно. Ке те навратам исто на уште еден период претходно, каде што си била бремена со близнаци и умреле. Што се случи тогаш? Ова е еден тежок емотивен момент, кратко траеше, меѓутоа има јака поука. Тоа беше претходно искуство. Имено јас многу сакав да имам многу деца, имав 2, фала на Бога. Меѓутоа многу сакав големо семејство со многу деца и многу сакав близнаци. И испадна 40 на години имав, Господ ми ја исполни желбата, остана бремена со близнаци. Меѓутоа, не го познавав тогаш, ова е претходно искуство, не го имав запознаено за да знам дека со него се е можно.
туку подклекнав на совети од лекарите и ради возраст, и ради серија снимања што ги правев, рентгенски снимања на градите на одредени цисти. Долго време ги правев, 2 пати годишно, по неколку профили, а во тоа време снимките беа многу, зрачењата беа многу силни. Ме посоветуваја да не ги задржам. Јас потпаднав под нивни влијанија, под мои човечки стравови и го направив тоа, се подвргнав на абортус што е аспирационен, што би требало да е безболен, меѓутоа јас имав страшни болки, самиот доктор рече дека сум била емотивно неспремна. Точно тоа, одев против себе, против Господ и направив нешто многу тежно. И уште еден удар, но и покрај се исправаш и продолжуваш. Покрај се исправаш, продолжуваш, Господ те чува, те води, чека да се свртиш кон него, а потоа те благословува и те преблагословува, затоа што сега и 2 деца со прекрасни семејства реализирани и со 6 внуци, сепак го зголемува семејството и ги исполнува своите ветувања од Библијата. Так. Видов слика на интернет од тебе, каде што ставаш раце на луѓе и тие наеднаш од некакви свенати, тажни, се смеат. Да не си исцелителка? Тоа е чудесно што се случува. Меѓутоа би почнала предходно, од кога поверува во Исус, бев крстена во вода со целосно потопување и во Светиот Дух. Треба нешто да си специјален за да го имаш Светиот Дух? Не воопшто, крштевањето е многу битен избор да е целосно со целосно потопување во вода, по примерот на Исус што го остави. Меѓутоа после тоа и крштевање со Светиот Дух не треба да си специјален, само треба да сакаш да дадеш можност Светиот Дух да е со тебе, во тебе, да управува со тебе во целата твоја душа, мисли, емоции, и Божјата сила се излева во тебе, Божјата љубов делува преку тебе. Секој може тоа, меѓутоа тоа сепак го беше во црквата, сепак под водство на пасторот, тој се помоли за мене со полагање раце, се случи тоа крштевање и тоа е моментот кога човек се стекнува со Божја сила. Не е специјален човекот, не сум јас специјална. Многу мина во црквата тоа го живееме. Значи тоа не е баење, такви работи, не е баење. Како тоа никако не е баење. се учи, каква е постапката? Баењето, окултните практики, тоа се сосем голема спротивност на Библијата. Господ не ги сака и носат проклетство и многу луѓе, многу семејства имаат наследени проклетства заради такви практики. Ова е чудесно искуство, бидејќи Светиот Дух е третата личност од троединиот Бог. И кога тој е во нас, ние имаме единство со Господ. И тоа е чудесно да живееш од утро, постојано да живееш со него во себе и да си свесен за таа бескрајна Божја милост и благодат, пошто по негова милост сме спасени, исцелени, никако не е по наши дела, нешто ние да сме правеле па сме заслужиле, тоа никако не може да биде, напротив. Туку Господовата сила, Божјата сила се изразува низ нас. Ние само дозволуваме да сме инструменти, а тој да се изрази низ нас, зашто негова волја е неговата добрина и љубов да ја покажуваме кон другите. Ако во минатото сум се грижела за себе, за семејството, за тесната околина моја, јас многу набрзо после пристапувањето кон Господ, како што викаше пасторот, двогледот го дигнав од себе многу подалеку и сватив колку е Божјата волја сите да бидат допрени од него. Сите да ја почувствуваат, да го почувствуваат исцелувањето. Така да таа слика што си ја видела Ана е дел од мојата пракса, дел од значи прво јас имам поттик каде и да сум надвор, ако видам некој да страда, да има проблеми или брза помош да поминува или некој човек да е паднат или било што, да пристапувам и делувам во името на Исус секогаш, не сама. Дозволуваш Бог да те Бог употреби. да ме употреби како негов инструмент и секогаш во името на Исус изрекувам исцелување на секој што треба или обнова или било која потреба. Така да и таа слика што си ја видела, тоа е веќе дел и од служба, каде што сме повеќе мина од црквата, обучени во нашата црква, од нашиот пастор Константин Кајшаров, каде што сме благословени со него и со двајцата пастори, каде што имаме водство, сериозно водство во Библијата. Некои луѓе мислат дека не смеат ни да ја читаат Библијата сами, меѓутоа ние и то како ја читаме и работиме, тоа е нашата основа на верата. Се што е таму напишано е вистина и се што е таму напишано се однесува за секој од нас и за состојбите кои што ги минуваме. И тоа се такви сериозни поуки, воделка во животот ни се.
Така да врз основа на библиски основи и освен тоа и безброј и многу книги има напишано пастор Константин за поедини теми кои што ни се потребни во животот, меѓу кои што е за исцелувањето, со полагање раце или ослободување од проклетства или така скапоценни книги. Така да тоа е во пракса. Не сме специјални, секој може. И некој, ако сака, некој може да пристапи да го прими тоа и да го научи. И е благост. Интересно, да. И е благост. Ти, Софија, си во пензија веќе неколку години, но тебе деновите едноставно не ти поминуваат така пензионерски лаганица. Деновите ми се кратки. Постојано си нешто активна. Црташ, патуваш, кампуваш, чуваш внуци, служиш. Така е, точно така. Како резултат на што е ова? Зрачиш едноставно со енергија, инспирираш. Се радувам и благодарам на Бога што е така, на вистина годините што минуваат и луѓето околу мене се чудат како на таа возраст можам да постигнам толку многу да не се изморувам, па Господ ми ги обновува силите. И тоа е животот е во радост го поминувам. Секако со молитва го почнувам и го завршувам затоа што наутро дека сум се разбудила, не секој се буди. Не секој се разбудува, тоа е подарок од Господ, денот што го имаме. И сето ова што го зборувам, верата во него, во пракса, тоа е мисијата на нашите пастори што во Црквата Блага Вест во Република Македонија ја живеат и не водат и повикуваат кон живо христијанство. Тоа е христијанство во пракса, каде што се применува со сето ова што го зборувам. Тоа што напишаното се живее. Не е со човечки ритуали, правила, обреди, не. Вера во срце и дела кои што ја покажуваат верата која што не движи напред. Вера што планини поместува и при тоа не се мисли на планина водно или нешто така, туку планината е секој проблем што може да се испречи на нашиот пат. Нема таков проблем што Господ не може да го реши. Само чека и повикува да пристапиме кон него. Значи нема ништо невозможно. Нема ништо невозможно. Што би сакала луѓето да разберат од твојата приказна? Што би им порачала на сите кои што гледаат? Може би некој во овој момент се соочува со таква тешка диагноза, може би некој е во некоја тешка депресија, може би се соочува со некакви кризи, панични напади. Да, има многу луѓето околу нас страдаат. Светот е таков, сведоци сме што све се случува. И многу е тажно, па и во Библијата пишува мојот народ гине од незнаење. Меѓутоа Библијата е достапна. И тоа што е пораката, тоа што јас го направив, да го направи секој. Кога јас го направив, тоа јас си ги повикав моето семејство, сите еден по еден пристапија, и ќерка, и сини, и сопруг, и родители, така да сме сега 4 генерации во црквата. И сме благословени со сето тоа и со сите други што се таму, живееме еден живот во заедништво, бидејќи ова христијанство се живее заедно. И тоа што би го и од моето искуство, многу би сакала ова да го знаев многу порано. Ако јас ова го знаев, ако некој вака ме посоветуваш, ако имав можност да слушнам ваква снимка емисија, и да ја слушнам поракава, многу сериозно ќе ја сватев и ќе го направев изборот многу порано и верувам дека ништо немаше од ова да поминам од овие неколку тешки моменти што ги набројавме, ги имало и други, ги имало и безброј убави, меѓутоа сериозни тешки моменти што секој човек ги поминува. И камо јас да го знаев ова порано, камо моите родители да го знаеле порано, би избегнале многу нивни проблеми, камо моите прародители да го знаеле, би се вратиле кон Господ, тоа значи спасување, исцелување дури и од проклетства што во генерации ги имало ради војни или не знам какви состојби, а се одразуваат по неколку генерации понатаму. Така да со ова пристапување се прекинуваат и проклетствата од минатото во кои што немаме учество. Се добиваат такви сознанија еве си кажам јас моето искуство за мојата црква. И препораката е што побрзо отворете го срцето за Господ, пристапете. Значи нема поважна одлука во животот која што го менува животот и која што носи обнова целосна на целиот живот. И во тело, и во дух, и во душа. И тоа е патоказ за секој човек. Тоа се прави со покаяние за гревовите што сме ги правеле, меѓутоа Божјата љубов ја прави. Го прави сето тоа. По Божја милост секој може да биде спасен и исцелен, секој може да го живее овој па и надприроден живот, е точно. Кога со молитва можеш да делуваш
и чуда да се случуваат над природен живот. И тоа е препораката што би ја направила. Иначе да дополнам за благословот од нашите пастори, од нашиот пастор Константин Кајшаров, бидејќи магистер по физиотерапија и магистер по клиничка психологија, а воедно и пастор на црква, тука јас и моето семејство и секој кој ќе пристапи може да збринат од секој аспект, бидејќи сме ние тело, дух и душа. Од аспект на тело физикалната терапија е врвна. Од аспект на душа како клинички психолог има такви можности за советувања и насоки што се преважни, прескапоцени. Јас сум сведок во мојот живот колку пати сум добила и то какви важни насоки што значат живот или смрт. И да не зборувам, туку зборувавме за духовниот аспект, што во црквата е на прекрасно врвно ниво. И тоа не е нова вера. Тоа е толку стара библиска вера, основана на Исусовото учење, како раната христијанска црква, суштинската вера во Господ, која што е основна и која што дава плод во животот. Меѓутоа луѓето добри, меѓутоа во текот на годините додавале разни додатоци од разни причини, да се собираат или не знам, за различни причини се додавало едно по едно многу додатоци кои што постепено без да знаат ги оддалечиле од Господ и од оваа вера што е чудесна и што дава плод во животот. Така да препораката е тоа, верувајте со срцето во Господ, кажете, не се срамете од тоа како што јас сега правам, и тргнете по неговиот пат, меѓутоа не сами, згрижете се во жива Христова црква. Јас за мојата можам да кажам колку е плодна во многу аспекти, меѓутоа секој има избор и Господ го почитува сечи избор. Така, убаво. Јас едноставно нема што веќе да кажам на сето ова, освен благодарам што го сподели. А вас, драги мои, мислам дека добивте клуч за да пристапите кон вечниот живот. Довидување до следниот клуч.